ВМРО-ДПМН обвинува за злоупотреба и прекршување на законите и овластувањата во последните денови од мандатот на министрите во владата која ја предводеше Заев, и тоа токму во ресорите кои опозицијата ги наследи во преодната влада. Според Мицкоски, злоупотребите биле по наредба на доскорешниот премиер и ќе бидат презентирани пред јавноста. Од министрите за внатрешни работи, труд и социјална политика, лидерот на ВМРО-ДПМН очекува работа според законите. Да ги заштитуваат законите, да го заштитуваат уставот на Македонија, се разбира во рамките на нивните можности и овластувања во овие 100 дена да направат нешто за граѓаните, жилава, тврдокорна и напорна работа во овие 100 дена, а потоа после победата на 12 април новата влада на ВМРО-ДПМН очекуваме силно да нагазиме и Македонија да ја направиме држава со која што сите ние ќе се гордееме, а не да се срамиме како што тоа е денеска секојдневно. И Заев очекува дека новите министри ќе работат во функција на обезбедување фери демократски парламентарни избори. Верувам дека професионално ќе извршуваат својата работа. На крајот окото будно на јавноста е присутна, слободата и демократијата се вгнездени во нашата земја и верувам дека под окото на граѓаните на кои што служиме и за кои што постоиме, сериозно и секако посветено ќе извршуваат сите министри својата функција. Секако најважната задача е сите заедно да ги земат своите права, но пред се од одговорности за организирање на слободни, фер и демократски избори. Власта и опозицијата се подготвуваат за изборната трка на 12 април. ВМРО-ДПМН не гледа причина за одложување, но обвинува за институционално насилие и загрозување на демократскиот процес со незаконски распределби, именувања и систематизации.